да направиш некој да плаче преку само играње е навистина голем успех, да. Да, секој одење не е убаво искуство, бидејќи со секој што ќе се запознаеме, има нешто ново да ни каже, да ни научи, кој што не сме го знаеле до сега. И убаво е да се оди надвор или некој надвор да дојде овде за учење на нови ствари. Ова училиште, од Илија Николовски Луј, ние бевме 10 вкупно деца. Имаше уште неколку учесници од Македонија, имаше од Словенија, од Хрватска, од Словачка. Од други континенти, од Јужна Кореја, имаше од Мексико, од Италија, од Америка. Да, ама најчесто од Европа. Да, па оваа година еден од поголемите надпревари беше во Бурса, Турција, каде што таму и двете добивме за една недела семинар во Џон Кранко школа, училиштето во Штутгарт, Германија, каде што многу прекрасно си поминавме и многу нови нешта научивме и стварно е многу добро искуство за секоја балерина. Па секој ден имаме проби за вакви надпревари, исто и за представи вака се спремаме секојдневно со проби по неколку сати кои што ни помагаат за да излеземе и убаво да поминеме на сцена. Часот ни започнува во 7 и ние најчесто доаѓаме на кај 5:30-6 и си го загреваме телото за часот што следува во 7. Значи тоа се растегнувања, да се засили мускулатурата за да бидеме спремни за часот. Потоа во 7 започнуваме со вежбите на стап. Вежбите на стап се отприлика околу 40 минути. Потоа продолжуваме со вежбите на средина. Тие се подолги, бидејќи како што следат пробите, ние сме на средина. На средина имаме неколку потребни вежби, потоа имаме скокови, облекуваме шпиц, ги загреваме стопалата на шпиц и ни следува пробата за дали надпреварот, представата, што и да, завршениот концерт и така. Па, јас имам многу амбиции и сакам да го прошетам цел свет, да работам со секого. Мислам, тоа е најдобрата кариера за една балерина. Ама една од поголемите желби ми е во Париската опера и балет, во Лондон, Ројал опера и балет и Марински Болшој во Русија.